Антонија, ако веќе сме дозволиле да качиме некој килограм плюс во тек на зимскиот период и не сме биле доволно активни за време на пролетта, како да ги симнеме килограмите, а при тоа да не му наштетиме на организмот со тие ригорозни диети кои што може да дадат и контраефекти? Прво да видиме која е причината, нели, што се качиле тие килограми. Дали не сме движеле доволно, а сме зголемиле на храна. Може би пречесто сме јаделе, најчесто се случува во зима од досада да се јаде, или кога не чувствуваме доволно глад. Може би сме ги оптеретиле оброците со премногу состојки, па сме внеле одеднаш сме внесувале повеќе калории одеднаш. Значи прво тоа да изанализираме. Јас секогаш би одел кон мали неосетни промени кои нема премногу да не оптеретат, меѓутоа ќе придонесат за намалување калории. Например, кога готвиме, ако сме готвеле досега со 3 лажици масло, да намалиме на 1. Ако сме правеле овесна каша која што содржала и путер од кикирики и чија семе и ореви, би скратиле, да речеме, на оревите, кога веќе имаме доволно масти во таа комбинација. Или би зголемиле на протеини, затоа што протеините може да придонесат за побавно празнење на желудникот, а главната цел кога сакаме да внимаваме на исхраната е колку повеќе полого време да останеме сити, а не колку помалку нели да јадеме. Во секој случај би одел кон такви помали корекции на храната, не кон исклучиво намалување на храната и губење на доста хранливи материи. Значи исхраната пак да остане разновидна, но со некои мали комбинации, со добро структурирани оброци, со навремени оброци би можело да се придонесе за намалување на телесната маса. Зошто реков за редовни оброци? Затоа што луѓе сметаат дека ако прескокнат, да речеме, доручек, дека со тоа намалиле на калории, дека веќе придонеле за слабење. Не. На тој начин повеќе само се изложуваме на тоа во вториот дел од денот да јадеме многу повеќе храна. Не дека е некоја правило дека мора да се доручкува, дека појадокот е нели задолжителен, меѓутоа сум забележал кај мои клиенти дека баш тоа се случува. Кога се прескокнува доручекот или кој било друг оброк, потоа се компензира со јадење двојно повеќе храна, многу повеќе отколку што би не заситило. Уште еден момент кој што не смееме да го занемариме, кога сакаме да изгубиме килограми, дека е неопходна физичка активност, а не само корекција на начинот на исхрана. Така, значи, еве ќе речеме ќе намалуваме нели количина на храна и калории до некој степен. Не можеме да одиме нешто премногу надолен, посебно ако одиме да речеме под некои 1200-1300 калории, веќе ризикуваме да не можеме да достигнеме доволно протеини, доволно калциум, доволно железо. Значи не е препорачливо да се оди пониско со калории. Тогаш влегува во комбинација физичката активност, која исто така ќе придонесе прво за добро одржување на мускулна маса која што ќе троши повеќе калории, а од друга страна, нели, општо потрошувачката на енергија ќе биде поголема во текот на денот, така што физичката активност и во комбинација со добра исхрана се добитната комбинација фактички за одржување добра телесна маса. Антонио, ти благодарам за советите. Верувам дека на многумина ќе им помогнеме да ја доведат својата фигура во убава форма, за да може непречено да уживаат во својот летен годишен одмор. Така, значи одржувањето на телесната маса е процес што трае цела година, не само пред летните одмори, така што во ред е сега малку повеќе да сме загрижени, меѓутоа и кога ќе се вратиме од одмор, треба да планираме како храната ќе ни се одрази веќе следната година. Ти благодарам. Се гледаме.